кога ќе ги соопштите со име и со презиме јавно, за да може да ве тужат, вас, новинарите или слично, тогаш ќе разговараме за име и за презиме. Кики и фрики за мене не постојат. Така да, треба да ги соопштите, заради тоа што, кога е истражувачко новинарство, тоа е креативно, тоа треба да носи со себе и храброст. Изволте, секој да го истакнете, ако има сомневање, ќе ви дадат истражните органи дали има истраги или не, и секако секој ќе се носи одговорноста. Мотивирам, апелирам за истражувачко новинарство. Само така ќе можеме да ја подсредиме државата со многу аспекти, но и со аспектот на истражувачкото новинарство. Но апсолутно, како човек добро информиран во државата, гледате како зборувам за случаеви каде што има одредена конфирмација или слично, каде што има и шпекулации, тие нанесуваат некој пат секако нарушување на чест и углед на луѓе. Јас тоа нема да го дозволам, па да навлезам во коментари за некои си псевдоними, слично, така да во соодветно време, кога ќе се соопштуваат имињата, јас ќе бидам директен ако директно се соопштуваат имињата. Во време кога власта докажува дека наместо како претходно кога се буквално зацкривале вакви случаи, се бориме отворено и даваме амбиент да има непоштедна или безкомпромисна борба против криминалот и корупцијата. Тоа треба да го верификуваме секогаш. Односно, пораката е, почитувани истражители, обвинители и судии, не ви требат политичарите, не ви требат влијателните луѓе, никој. Ви имате јавни овластувања, носете одлуки, онака како што законот тоа го утврдува, уставот и сопственото убедување. Мораме владењето на правото да го вратиме во државата. Правната држава е императив за се, и за добро здравство, и за добро образование, и за економски раст и растеж на бруто домашниот производ, и за нови работни места, и за намалување на невработеноста, и за покачување на платите. Меѓу другото, најповеќе тоа зависи од владењето на правото и правната држава. Таа е пораката. Реков уште еднаш, ние немаме во нашиот систем казни, бесење и стрелјање. Најтешката казна е затвор. Така да тој што се огрешил, ќе се отслужи казната. И затоа треба да си го средиме системот, оти сакаме децата да не останат овде. Јас очекувам да обезбедиме двотретинско мнозинство на законот. Имам основани причини да го очекувам тоа и ќе ги соопштам во јавност. Скоро сите барања, ако не и сите барања на опозицијата, преку работни групи јавно истакнати, се овозможени. Значи, нема Катица Јанева повеќе. Таа даде оставка и треба да се избере иднина на специјалното јавно обвинителство. За да се избере иднина, решенијата беа да седнеме јас и Мицковски и другите чинители да бараме нов обвинител на тоа посебно оделение за висока корупција. Еве тоа го отстранив. Да не зависи веќе од Христијан, од Заев, од Мицковски, од Заев или од Ахмет или од било кој друг зиеде. Го тргнавме тоа прашање. Иднината на јавните обвинители, на истражители, на сите вработени е како сите што работат во јавно-обвинителскиот систем на државата. Нивниот мандат истечува на 15 септември 2020 и имат право да конкурират, да не конкурират, да бидат бирани, да не бидат бирани, како и сите други обвинители. Буквално ги отстранивме сите претходни прашања. И сега е прашањето, сме за Европската унија или не? Ке се бориме за правна држава и владење на правото или не? Изволте парламентот, кој што е првиот застапник на граѓаните, да си донесе одлуката. Јас верувам дека до крајот на јули можеме да постигнеме политички консензус за ова прашање, се надевам консензус во собранието, ако не двотретинско мнозинство можеме да постигнеме, а законот може да биде изгласан и после враќањето на пратениците од одмор, после 26-ти, заради тоа што имаме време и тогаш, но не смееме да оставиме да влеземе во септември без било какви политички разговори или договори за ова прашање, кој што е исклучителна важност прво дома, за граѓаните, за државата, но секако рековме, не мора да значи, но може некој да го користи како аргумент при носењето на толку значајната октомвриска одлука за стратешка цел на државата, почеток на преговорите со Европската унија.